Dobro večer od Vašingtona, ovaj TV žurnalat na Glasot na Amerika, na makedonski jazik Newsflash. Ja sam Lilica Kitanovska. Danas u New York je sredbata na makedonskата i grčkата strana so medijatorът за името Метио Немец. Но пред да го чуеме нашиот колега оттамо, да видиме како мина синокешната председателска втора и предпоследна дебата меѓу републиканецот Џон Маккейн и демократот Барак Обама. Дебатата дојде на денот на лоши вести од берзата. How can we trust either of you with our money when both parties... Како да ви веруваме кога двете партии не донесаа до оваа глобална криза, беше прашано од публиката. Кој е најбрзиот начин да се извлечеме од ова, праша друг. Сенаторот Обама одговори дека средната класа треба да добие помош во вид на намалување на даноците. Маккейн кажа дека ќе нареди владата да ги купи лошите стамбени кредити за да помогне луѓето да ги задржат своите домови. На енергетски план, двајцата кандидати кажаа дека има потреба од алтернатива на нафтата. Сенаторот Маккейн и јас се согласуваме за нешто. Тој кажа дека политичарите во Вашингтон не направиле ништо на тој план последниве 30 години, но тој заборави да спомене дека самиот бил меѓу нив последните 26 години. Маккейн посочи на енергетска легислатива која била со премногу подобности за нафтените компании. И знаете кој гласаше за тоа? Може да не сте знаеле. Она е овде. И знаете кој гласаше против? Јас. Надворешната политика беше полето на кое меѓусебните напади ескалираа. Немаше допирна точка за Ирак, за Пакистан, за Иран, за Осама бин Ладен. Ова се последните 4 недели од кампањата, а по синокешната дебата Обама остана во водство според истражувањата на јавно мислење. А во продолжение два извешта едниот од Нью Йорк, а другиот од Охрид, да видиме што се случува на двете локации. Посредникот во македонско-грчките разговори за разликите околу името во неговата адвокатска канцеларија има одвоени средби со грчкиот преговарач Адамантиос Василакис, а потоа и со македонскиот Никола Димитров и шефот на кабинетот на премиерот Мартин Протогер. Прашан од новинарите по едночасовната средба со Немец, дали е задоволен од разговорите, Василакис изрази и резервираност. Се уште е рано за конкретни оценки. На посредникот Немец му најавил дека ако другата страна инсистира на двојната формула, евентуалниот нов предлог за разликите за името ќе биде мртов. Покрај силниот притисок на грчката страна за предлогот да биде одложен, Василакис на Немец прецизно му порачал дека и покрај тоа што прашањето за нацијата и јазикот не се дел од преговорите, Атина нема да се согласи и граѓаните на Македонија да се нарекуваат исто како и неговите сонародници во Северна Грција. По одвоената средба со Немец, македонскиот преговарач Димитров во кус се изјава за медиумите оцени. Од наша страна беше направено се да се зачуваат, да се зајакнат македонските позиции во овој процес и да се заштитат интересите на државата и на нацијата во рамките на овој контекст и она што е можно беше се направено. За попладнево е најавено заедничка пресконференција на представниците на Македонија и на Грција со посредникот Немец во седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Според информациите во Њујорк, медијаторот Немец разговара со Димитров и Протегер за несогласените позиции во македонскиот државен врв и што би се случило доколку повторно една од страните го отфрли неговиот најнов предлог. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Њујорк. За Република Македонија има само еден пат кон НАТО. Соединетите американски држави силно ја поддржуваат Македонија во незините евроатлантски аспирации, изјави денеска во Охрид Роберт Гејтс, американскиот секретар за одбрана на 10-тиот јубилеен годишен состанок на министрите за одбрана од земјите од Југоисточна Европа, вклучени во 7 процесот. Букурешт беше разочарување за сите нас кога Македонија не ја доби поканата за членство во Алијансата. Двете земји мора итно да најдат решение за името што е во најдобар интерес за двете страни, изјави на пресконференцијата американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс. We encourage Macedonia and Greece to find an immediate solution to the name issue, which is in best interest of both parties and
the region. Ги охрабруваме Македонија и Грција да најдат итно решение за прашањето со името, кое што е во најдобар интерес за двете страни и за регионот. Постои само еден пат до НАТО, а тоа е едногласната согласност на сите членки на НАТО. И иако ситуацијата е комплицирана, треба да работиме во тој правец, а тоа не важи само за нас, за вас, туку и за другите. Премиерот на Република Македонија Никола Груевски посочи дека Република Македонија останува длабоко посветена на вредностите на регионалната стабилност и е максимално подготвена да ја сподели својата одговорност со останатите земји членки на НАТО и Европската Унија. Ко гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.